студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс. За денеска се повикани 5 сведоци од страна на обвинителството. Со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство, во денеска ќе продолжи судењето. Треба да продолжи инаку за дискотеката Пулс во Кочани, во која загина 63 лица, а над 200 беа повредени. Случајот го води судијката Дијана Груевска-Илиевски и се наоѓа во доказна постапка. А на денешното рочиште, како што веќе беше споменато, ќе бидат сослушани 5 сведоци. Со ова рочиште продолжува доказната постапка со изведување сведоци на предлог на обвинителството, кое го застапуваат тим од 15 обвинители. Премиерот Мицкоски одржа средба со трговците од големите маркети и дистрибутерите посветена на кризата, односно таа да не се користи за профитерство. Трговците да не го користат моментот за да ги зголемат цените, затоа што реални причини за тоа нема. Премиерот Мицкоски по средбата со големите ланци маркети напиша дека државата нема да интервенира на пазарот без причина, но нема ни да стои настрана ако се создаде притисок врз граѓаните без реална основа. Заклучиле дека треба да има фер цени, односно не треба да има нивно зголемување. Се обидувам на еден нормален начин да разговарам со луѓето и на еден нормален начин да бараме заедничко решение, да не бидеме агресивни и на таков начин да изнудуваме решенија. Ние сме честни луѓе, воспитани во тој дух и се до моментот на Рубиконот ќе ги искористиме сите алатки на еден нормален начин преку диалог да дојдеме до решение. Но ако некој го помине Рубиконот, тогаш ќе бидеме жестоки како што тоа сме го покажале многу пати во минатото. Договорот треба да се почитува, сугерираат експертите. Пазарот со нафта се очекува да се стабилизира, така што основ за поскапување нема. Навистина мислам дека не е време за зголемување, бидејќи нафтениот шок е краткорочен и самите гледаме дека во делот на најавите дека воените жаришта може да се брзо да стигнат. Но останува да видиме, мислам дека тука државата има инструменти доколку не се случи нели препораката да може да го исконтролира сето тоа. Секако дека за граѓаните, за сите нас, најповолно ќе биде да останеме во насока на оние цени кои ги имаме. Искуството досега покажало дека профитот, а не стандардот на граѓаните им е поважен на некои маркети, па се користи секој момент за да заработат повеќе. Ако и сега се утврди тоа, неминовно ќе биде владата да интервенира. Мислам дека треба вообичаените мерки кои што значат заострување на делот на контрола на цените, тоа на еден начин замрзување барем за оние социјално ранливи категории на граѓани. Тоа се оние основни екзистенционални продукти, лебот и така натаму и така натаму. Во тој дел нели е слободен пазар и ние не можеме да влијаеме во насока на креирање на маржи, но нели етичкиот дел и општествената одговорност во овој дел нели подразбира дека треба да сме нели во насока на помагање кон економијата сите чинители на стопанство. Од оваа недела граѓаните возат поскапо, иако на берзите цените паднаа и се движат околу $90 за барел. Со новиот правилник на регулаторна, пресметките за новите цени ќе се соопштат следниот понеделник. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Позицијата бара мерки за да се спречи ценовен шок. Премиерот вели дека владата ги има в предвид сите мерки, а разгледуваат и други опции. Од ССМ побараа повисоки плати и најавија протест за сабота. Апелираме до регулаторната комисија за енергетика почесто да ги разгледува цените на нафтените деривати, најмалку 2 пати неделно. Имајќи предвид дека на меѓународните берзи веќе има значително намалување на цените. Секое доцнење на рефлектирањето на овие промени на домашниот пазар представува дополнителен товар за граѓаните и за бизнисите. Иако на светските берзи цената на нафтата се намалува, граѓаните на Македонија плаќаат поскапо гориво. Сите земји во регионот воведоа мерки за ограничување на цените на бензините, само владата на Мицкоски не го направи тоа. Очигледно Мицкоски свесно профитира на грбот на народот. Мицкоски вели најефтино гориво имало во Македонија. А што е со платите?
Па проблем е што платите се најниски во Европа и куповната моќ на македонските граѓани е на дното. Во овој момент нема таков предизвик кој што би го загрозил нормалното функционирање на системот, нити пак има индикатори кои што може да ни изненадат. Се разбира, на дневна основа предизвиците се случуваат и ние ги анализираме. Ние, за разлика од опозицијата, имаме одговорност. Гледам дека се повикуваат на некои наши изјави во времето на опозицијата 2022 година, но апсолутно едната и другата не се споредливи, бидејќи тие изјави се давани после неколку недели, после неколку месеци на континуиран раст, а ние сега зборуваме за неколку дена од почетокот на кризата. Да ни се придружите во сабота во 12 часот и 5 минути од предработничкиот дом за да упатиме нова порака дека платите, минималната плата, мора да се зголемат на сите. Дека платите во Македонија се мизерни, покажуваат и податоците на Управата за јавни приходи, кои покажуваат дека 160.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата. Сметаме дека треба да излезете заедно со нас. Ако не ние сега, тогаш кој и кога? Положение следуваат и вестите од светот.